Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, тука сум јас како ваш домаќин, Виолета Петровска Периќ и мојот соговорник кој што веќе е со мене во студиото, со кого што и денеска ќе се обидеме да доближиме повеќе информации во однос на вашето здравје, односно со проблемите и за проблемите со вашето здравје. Некако одамна не сме говореле за психичката состојба, за менталното здравје. Уште повеќе што уште месец и половина ќе биде точно 2 години како сме во време на пандемија. И секогаш кога говоревме на тема COVID-19, некако со сите мои соговорници и доктори, се потенцираше дека психолозите и психијатрите ќе имаат многу работа после завршувањето на пандемијата. Меѓутоа, ми се чини дека и уште не завршена пандемијата, веќе психолозите и психијатрите имаат зголемена работа, а дали е тоа навистина така, ќе ни каже денешната моја соговорничка, тоа е Јасмина Јонус, која што е психолог, односно лиценциран психолог, магистар по советодавна психологија, когнитив бихевиор и шема терапевт под супервизија, сепак сакам се да кажам, односно магистар по советодавна психологија на Универзитетот Шефилд. Многу ми е драго што денес овде сте во студиото на ТВ Сонце во ваш термин за прв пат. Здраво официјално, вака нели и до вас и до сите гледачи кои што не следат. Особено задоволство ми е што сум гостин во ваш термин и што ќе имам можност како еден представник на психолозите кои што служиме на граѓаните и на мој термин, малку да ја доближам нашата работа и се она низ кое што поминуваме низ оваа пандемија. Така, кажав веќе уште месец и половина, ќе биде точно 2 години од кога сме во време на пандемија на COVID-19. Како што кажав, вашите колеги кога разговаравме овде во студио, кажаа дека вие и психијатрите после пандемијата ќе имате повеќе работа. Би сакала на почеток да ми кажете дали веќе чувствувате, бидејќи ајде да кажеме дека помина доволно време за да може веќе да ги чувствуваат последиците граѓаните врз менталното здравје. Се чувствува ли зголемена потреба која што ми е потребна на вашите пациенти за психичкото здравје? Дефинитивно. Јас тој впечаток го имав и нели работејќи секојдневно и во поликлиниката и во одредени други организации каде што сум вклучена. Работата е навистина зголемена. Психолошките сервиси и кај мене и колегите со кои што сум во контакт се навистина многу барани. Граѓаните многу често бараат психолог за разни тегоби за кои што ќе раскажам малку и понатака. Така. Но ете една интересна информација за почеток. Баш денес во текот на денот најдов на една статија од Американската психолошка асоциација, која што јас многу ја ценам како тело, има валидни и веродостојни содржини. И баш таму имаше една информација која што велеше дека од целата студија спроведена на американско тло со илјадници психолози, 80% од психолозите, околу 80 нели ќе ми простат гледачите, велат дека навистина е зголемена побарувачката за психолог и тоа најчесто за анксиозни растројства, депресивност, посттравматско растројство, стрес, инсомнија. И тоа што е баш интересно да посочам, минатата година, како нели една прва кризна година во корона, 70% од психолозите го изјавиле тоа. А сега имаме свежи резултати со 10% повеќе, значи трендот не опаѓа. Значи само се зголемува и претпоставам дека и така ќе оди. Да, што мене баш ме изненади да бидам искрена. Верував дека поминуваме низ еден прв, втор, трет бран, пик и дека со текот на време ќе се стабилизираме, да кажам, во наводници и побарувачката ќе се смали, но не. Таа навистина е голема и дури се повеќе расте и се очекува да расте. Така. Што би значило пандемија како пандемија за психолошката состојба наша на луѓето и како според вас психолозите ние ја восприемаме како таква? Успеваме ли барем ајде да кажам 50% од населението да се справиме на некој начин, така чисто самите со себе да си се, како да кажам, да си бидеме сам свој психолог на некој начин, да се смириме? Па јас обично сум реалист, дури можам да кажам и песимист во персоналниот живот, но во овој случај сум оптимист и она што го гледам во текот на овие 2 години ми дава надеж дека тоа што се докажало низ историјата,
дека ние луѓето имаме способност за адаптација, дека многу пати сме поминале низ разни кризи, ми дава надеж дека ќе ја поминеме и оваа криза. Не велам без последици. Навистина со тоа верувам дека помалку или повеќе сите сме соочени, но ете да не го издечеме по дебелиот крај, што би се рекло народски. Тоа да го направиме со многу поддршка од разни или здравствени работници, со работници блиски секако пред се и некако да се справиме со пандемијата. Претпоставам дека и вие нели сте луѓе. Како вие се справувате со сета оваа состојба? Значи голема побарувачка на помош од вашите пациенти или клиенти кои што доаѓаат кај вас. Вие исто се соочувате на некој начин со претпоставам со стравот од пандемијата, бидејќи стравот како таков е реален и постои пандемијата, меѓутоа ќе ни кажете подоцна за стравот и за анксиозноста до кој степен е нели реален, кога е веќе аларм да се побара ваша помош. Меѓутоа како и вие се справивте со сето ова, со сите овие проблеми кои што не задесија со ковид пандемијата психолошки? Дефинитивно, еве ќе зборувам за себе си, не беше и толку лесно, можеби барем за мене до некаде беше и олеснувачки фактор тоа што останав на работа, имав многу работа, не ми се измени многу секојдневието, за среќа немав некоја поголема загуба, болест и слично. Поминав нели како пациент низ корона, но немав некои големи последици, но дефинитивно не беше лесно. Дали вие како кога го добивте под тестот дека сте позитивни на ковид, дали се исплашивте? Да, секако. Морам да признаам дека да. И верувам дека е човечки, дека е природно. Човек е помалку да се исплаши. Во зависност на копинг механизми, во зависност на разни ресурси, варијабли, па дури социоекономските фактори, ресурсите со кои што ќе се справиме, некои карактерни особини кои што секој од нас нели си ги има, предиспозиции, но верувам дека во секој случај барем до одредена мера е нормално да не направи дистрес. Се исплашив, да. И препознавав некои симптоми за кои што читав или пак моите клиенти ми кажуваа. Добро се справив, за среќа, морам да кажам, но короната е тригер. Тригер за страв, тригер за паника, тригер за можеби некоја депресивна состојба, носи многу промени. Нашите базични потреби, едноставно кажано, се загрозени. Секојдневното функционирање, потребата за сигурност, се е неизвестно. Во секој случај многу ни се променија животите во секоја смисла. Колку и да се обидуваме да се прилагодиме на сето тоа, сепак мислам дека во целост не можеме да успееме, бидејќи се некако нови и нови информации кои што не бомбардираат и некако ми се чини дека таман ако малце се опуштиме, повторно нешто се случува, но ајде да се надеваме дека некако барем како што се предвидува, иако се откриваат во скоро време се открија и нови подсоеви на омикрон, меѓутоа ајде да се надеваме дека некако се гледа крајот на пандемијата. Тука би побарала нели од режија и да ги испишат телефоните на екранот, па сите оние кои што не следат, ако имаат некој проблем со нивното психичко здравје. Исто така имаше и студии во однос на сите оние кои што прележаа ковид во потешка форма. Претпоставам дека и Јасмина ќе ни каже за тоа дека исто така има последици по нивното психичко здравје од сето она што го доживеале или при прележувањето на болеста. Може да ни се приклучат во нашиот разговор, да постават некое прашање, уште повеќе што во продолжение исто ќе проговориме малку повеќе за стравовите, за анксиозноста, за паничните напади, кои што претпоставам дека се многу честа појава во ова време на пандемија. Ајде, Јасмина, да ни кажеш сега, кои се најчестите проблеми кои што ви ги кажуваат пациентите сега во последнава година, да речем, иако анксиозноста, стравовите се присутни, беа присутни предходно, бидејќи сме говореле со ваши колеги околу оваа тема и прилично сме анксиозна нација. Меѓутоа, колку и како се променија работите во последната година и кои се најчестите проблеми? Дефинитивно можам да кажам, многу лесно можам да го одговорам ова прашање, барем во мојата пракса, паничните напади или пак веќе во друга форма панично расстройство и по-старо хипохондријазата, поново имаме една нова номенклатура, здравствена анксиозност. Анксиозно расстройство поврзано со здравјето. Тука може да се јави и депресивноста или во крајна линија депресијата
инсомнија, проблеми со сонот, но дефинитивно, ете најопшто кажано, спектарот на анксиозни расстройства. Така. Мошне често луѓето бараат... Стравуваат се. Да. Мошне често луѓето пријавуваат панични напади. Се уште не ми е баш чисто дали тоа е последица на корона, на целата таа состојба и без разлика дали прилежале или не, или пак само короната е еден поттикнувач, тригер, нешто што веќе постоело, или пак не било отклучено, па сега се отклучило. Но да, морам да кажам и тоа од сите возрасти. Па може би откај, добре, јас и работам со возрастни, па некаде минимум возраст каде што примам пациенти ми или клиенти ми е 17-18 години, но баш бев изненадена дека имаше многу и има млади луѓе, 20 на години, кои што бараат помош за разни тегоби. Спротивно на она што го очекував, дека може би, сега не сакам така да делам, но ете, нели, секој со своите содржини кои што си ги носиме, мислев дека младите повеќе ќе бараат помош околу, нели, социјалната припадност како една загрозена потреба во пандемијата, изолацијата, потребата од забава, а може би повозрастните па ќе бараат повеќе околу затвореноста дома, паничните напади, анксиозноста и фобиите за здравието. Тоа не беше случајот. Да не речем 90% вака слободно кажано, од младите луѓе кои доаѓаа кај мене бараа помош токму за паничните напади, хипохондријазата. Сега се фаќам како зборувам во минато, но ситуацијата се уште е иста. Да, е неизвестна и крајот не се знае, или се надеваме на најдоброто, стресот е секојдневен и тука и само прашање на време е кога некој ќе пројави, нели? Да. Симптоми на анксиозност или на панична. Баш така, баш преска еден интересен диалог меѓу светски психолози. Прочитав на една страница каде што има расправа и баш ми падна интересно, можеби ќе ги интересира и гледачите, дали короната е посттрауматско расстройство или ќе биде, нели? Дали короната е траума. Некои од психолозите беа на онаа страна кои што велат дека короната е една, како ја кажа, колективна траума. Некои од нив велеа дека е посттрауматско расстройство и ќе биде посттрауматско расстройство кај дел од луѓето, зависно од капацитетите, нели? А другиот дел, јас сум повеќе на таа страна, велеа дека е сосема нов феномен и допрва треба да видиме и ние сме креативни во тоа како се снаоѓаме, како се справуваме ние, како да им помогнеме на клиентите да се справуваат. Но е сосема еден нов феномен, бидејќи не се работи за еден поголем настан, трауматски настан, каде што сме биле загрозени, сме биле во опасност, па треба да се осврнеме на него, туку е еден секојдневен стрес. Постојан. Секојдневен процес кој што продолжува, а некако и ние луѓето не сме баш навикнати на таков вид на состојби. Не сме, да, ова еве можеби оние кои што нели живееле во кога била нели епидемијата на шпански грип, тоа многу одамна, не претпоставам дека можеби ретко кои се нели живи од оние кои што поминале низ тоа, меѓутоа ова за нас е нешто прво, нешто се случи околу SARS, нели птичи грип, ама не беше тоа вака како што е сега и навистина е нешто ново за сите нас и нешто што како што кажавте не следи веќе долго време и ќе видиме понатаму какви ќе бидат последиците кои што топрва претпоставам ќе бидат во однос на психичкото здравје, бидејќи нели можеби повеќе кога веќе ќе заврши, па кога луѓето малку ќе се ослободат, можеби уште повеќе тоа ќе дојде до израз. Некако сега сме во некоја тензија континуирано, па некако изгледа и се навикнавме, меѓутоа ајде да видиме време што ќе покаже понатаму, па нели ќе ве повикаме пак да ни ги кажете вашите анализи. Ајде да се задржиме на стравот и анксиозноста. Стравот, значи добро е ние да го имаме, нели сите од нас, бидејќи ако не се плашиме, нема да можеме и нормално да живееме. Добро е да имаме некоја доза на страв за некои работи што нели не треба да ги правиме, кои што би ни го загрозиле нашиот живот. Меѓутоа до кога и како е оправдано ние да се плашиме? Колку е оправдано? До кога е оправдан стравот? Во која мерка? Па едно што би го кажала сега што ми доаѓа спонтано на ум е да, одреден страв, да. Нели игнорантноста понекогаш и занемарувањето може да има лоши последици. Свесност за короната, почитување на мерките, да, но не во мерка да не преокупира,
да не одземе најголем дел од мисловниот процес во текот на целиот ден, да не хендикепира. И она што е златно правило во психотерапијата и психијатријата е колку одредена состојба ни го нарушува секојдневното функционирање. Тоа ни е еден критериум кога гледаме како и докаде отидено, да речеме, одредено расстройство. Дали е само некој секојдневен проблем, криза или пак е веќе, нели, да кажам, посериозно, колку ни влијае на секојдневните односи со блиските, на работното место, на некои рекреативни активности. Ако веќе гледаме дека сме во голем дистрес, не функционираме исто како порано, не одзема голем дел од денот таа содржина, тогаш веќе можеби не е оправдан, не ни врши работа. Не судам и знам дека многу лесно, и јас понекогаш сум била таму, можеби на неколку дена, недели, при некоја криза, ситуација. Знам дека лесно може да се случи човек да отиде во страв, преокупација или пак одбегнување како друг начин на справување. Имам разбирање, но дефинитивно мислам дека поздраво за индивидуата е да се соочи и да најде некои да речам, корисни, нештетни начини на справување. А секако тука сме и психолозите, па и ние психолозите имаме групи за поддршка и одиме на други психолози и ние сме само луѓе. Така е, за заедно да си помогнеме некој, нели, и да ни покаже, да ни подпомогне ако види дека нешто негираме или нешто немаме освестено, ни одмага. Не е едноставен процес. И индивидуално, можете индивидуално е, еве, ќе кажам едноставен пример, можеби различна ќе биде пандемијата без да звучам лошо, нели? За некој што, како што спомнав и пред малку, се уште е на работното место и можеби прилежал со поблаги симптоми и за среќа немал загуба на блиска личност, или пак замислете сплет на варијабли на личност каде што имала и загуба и на работното место и на близок човек, нели сега отидов во лошо сценарио. Имаше, меѓутоа реално имаше навистина доста случувања од тој тип и уште секојдневно само слушаме како, нели, некој починал и така натаму. Навистина некако ми се чини дека последниве 2 години не знам, многу се изнаслушавме за луѓе кои што починаа, и млади, и повозрасни, и познати личности, мислам, кога говориме за COVID-19, и навистина не е sejedno кога ќе слушнете, нели, дека некој починал од овој вирус. Мислам дека неизбежно е, нели, да се плашиме, меѓутоа, еве, според вас, кога треба веќе еден човек да побара ваша помош, во кој случај, кога нивото на страв, кои граници ќе ги премине? Па, можеби пак ќе се осврнам на златно правило, секојдневното функционирање. Ако му пречи во секојдневието, ако не може да ги извршува работите. Така. Ако видиме дека, на пример, ќе бидам едноставна, избегнуваме да одиме на работното место. Нели, може да биде широк спектар на причини, дали поради страф од короната, дали поради депресивност или немање волја, дали, нели, индивидуално е каде ќе не погоди, да речем, дали избегнување може би на блиските, нова мера каде што веќе не е оправдана, каде што веќе не е рационален страф. Зборуваме за контакти. Како што и ни се налага, нели, да ги намалиме контактите, да не си одиме по гости, и навистина веќе мислам дека тоа многу лошо влие. И сега меѓутоа не треба до тој степен да се плашиме, нели, дека навистина нешто ќе се случи ако си посетиме некој близок. Тешко, знаете, тешко е да се одговори за тоа што од една страна совршенството би било сосема да ги почитуваме мерките и со најблиските дома, но од друга страна мислам дека да не отиде во насока каде што и партнерот, домашните со кои што живееме дома, нема да ги видиме. Секако, можеби со маска, можеби со кој како милува, како кажуваат мерките, но да се навратам на прашањето, значи ако веќе имаме големи приметливи промени во секојдневното функционирање, работа, па дури и физичко здравје, нели, стресот се носи и други последици. Можеби сон, можеби секојдневни такикарди, панични напади, еве, да не нагаѓам, тогаш може да побараме психолог. И ќе кажам, бидејќи не е баш лесно, претпоставувам, да се стави граница, појдете на психолог. Им препорачувам на граѓаните да појдат на психолог. Навистина, па сега и со мој термин, тоа е сосема достапна цена. Барем, еве, како една појдовна точка, па потоа заедно со психологот, можеби и во консултација со психијатар, да се добија насока и една потврда
окей, доволно ти е психотерапија, психолошко советување, доколку сакаш, и можеш да дојдеш да се разговараш со психолог, или пак окей, ќе вклучиме медикаменти, веќе е посериозна состојбата, но да кажам, еве, не е срамота да се праша, не е срамота да се разговара со психолог, па дури во отсуство на некои посериозни симптоми. Едноставно како психолошка подршка во една криза на која што без разлика како ќе ни се погledат условите, верувам дека никој не е имун на ова што ни се случува. Така. Јасмина, континуираниот стрес и континуираниот страв доведува до состојба на анксиозност. Значи, анксиозноста е една специфична состојба за која што самиот оној кој што ја доживува треба да биде првен свесен дека му се случува тоа. Поради тоа што долготрајната анксиозност може да доведе до панични напади, потоа до депресија и така натаму, до други психолошки состојби. Што подразбира анксиозноста? Кои се тие симптоми кои што треба да ги знае една личност за да свати дека навистина е анксиозен? Така. Ќе почнам од она општа анксиозност, која што секој од нас ја има, која што, како што и вие споменавте, е здрава, еден заштитен механизам, заедно со стравот, не штити, не предупредува, да се засолниме од опасностите, да се справиме, или уште како нашите предци во праисторијата, поради кои што сега ние сме живи и функционираме, да не бил стравот, анксиозноста и така натамка, сите тие механизми на заштита, немало човештвото да опстои, и тоа е окей. Но кога веќе имаме една прекомерена анксиозност, која што забележуваме дека ни се јавува во некои ситуации каде што нема рационална опасност, каде што откако ситуацијата ќе помине, се навраќаме и разбираме дека па и зошто се плашев, па и немаше нешто всушност животно загрозувачки, тогаш можеби веќе зборуваме за тоа, го велиме ние, анксиозни расстройства, спектар на анксиозни расстройства. Так. Сега тие анксиозни расстройства се делат на подгрупи. Ќе споменам неколку, можеби ќе дадам некоја насока, нели сепак гледачите нека ме земат со резерва, бидејќи е навистина многу индивидуално и треба добра анамнеза и интервју, но тука ние ги велиме едноставни фобии. Пример, се плашам од заболекар, се плашам од авион. Ете, како за пример. Можеби се плашам од места каде што мислам дека ќе се заразам од корона. Значи, фобија е веќе кога е ирационално, нели? Да, само да нагласам, инаку тој одреден страв треба да постои. Социјалната анксиозност, сега малку вон темата, нели, при социјални изложувања, генерализираното анксиозно расстройство, за кое што... Дали стравот од гужви исто спаѓа во тоа? Па тоа, знаете, зависи каде ќе се врзе стравот. Може, ама и не мора, кај паничните напади, да се врзе таков страв, и луѓето, нели, по пат на учење, ако имале одредена травма, подразбирам првиот паничен напад да биде во гужва, па можеби потоа клиентот ќе се сврзе по пат на учење, по пат на асоциација и ќе одбегнува да оди во гужва поради, нели, оној одговор дека ако одам во гужва ќе доживеам паничен напад. Она ако не касне бело куче, па потоа ќе бегаме и од добрите бели кучиња. Може би тука може да го сместиме, или во агорафобијата. Го спомнав генерализираното анксиозно расстройство. Имам некој впечаток дека не често се зборува. Доколку не сум во право, нека не ми замерат гледачите. Накратко кажано, без да ги оптоварувам, тоа би било постојана грижа. Прекумерна загриженост. За се и се што. Да, и за разлика, например, од фобиите, кај што знаеме, се плашиме конкретно од, не знам, од летање, од висина, од само паѓање. од некои работи. Да. Ова е некое континуирано анксиозно однесување, например, ако што ќе биде денес во однос на некоја работа, па утре што ќе биде за тоа. Значи, буквално секој ден од нешто да бидеме под притисок дека нешто ќе се случи. Мошне комплексно и мошне мачно. Верувам дека грижата, како што растеме, да речем, и минуваат годините, ни е на сите позната со секојдневните обврски, со грижите на работно место, на чување деца и така натака, нели, секој со својот стил на живот, да не генерализирам, но тука веќе зборуваме за една измачувачка, континуирана грижа која што флуктира во текот на денот. За разлика, например, фобијата, како што спомнав, од летање, па се плашиме од таа ситуација. Така, па нема да летаме. Да. Или пак паничен напад, каде што се плашиме и од самиот паничен напад, па тука станува нели покомплицирана работата. Тука грижата флуктира, тематиките флуктираат.
еден час се грижиме за едно, друг час се грижиме за друго. Значи баш е комплексна, да речем, сликата. Тоа е исто веќе знак дека треба да се посети психолог. Да, ако чувствуваме континуирано таква загриженост. Да, извинете. Секако и тука верувам дека треба да се вмеша и дали психолог, дали психијатар. Според прирачниците имаме склоп на повеќе критериуми. Така. Време траењето треба да трае неколку месеци, да не е краток период или одредена криза, одреден настан кој што не загрижува. Многу често е пропратено со несоница, со грчење на мускулите, со чувство на немир и сето тоа што и често го носи анксиозноста. Така да, спектарот на анксиозни расстройства е голем, тука е и обсесивно-компулсивното расстройство, каде што имаме разни застрашувачки мисли, ритуали. Комплексна тематика, многу расстройства во спектарот на анксиозни расстройства, но треба да внимаваме на линијата кога е анксиозност, која што секој од нас до некаде не погоди со пандемијата, а кога е веќе анксиозно расстройство. Но добрата вест е дека и тоа се третира. Така, дека се може да се реши. Така. Да. Предпоставам дека појавата на стравот и на анксиозноста кај одредени луѓе има и причини во однос можеби на нивниот карактер, на емотивната состојба на самиот човек, па каква е улогата во однос на тоа колку, например, поемотивните луѓе можеби се поанксиозни? Има ли тука причина со емотивноста кај луѓето или емотивната интелигенција? Дали тие луѓе можеби се повеќе склони кон анксиозност? Имам и јас читано доста на оваа тема. Обично за, да речем, анксиозните расстройства веќе ги земам, иако се голема група, па нели секој малку варира од другото, најчесто е еден микс од генетика, од предиспозиции, но и ние психолозите сме големи поборници на тоа, и средината во која што детето расте, начинот на воспитување, околината, накратко кажано, искуствата низ кое што детето ќе помине. Ние психолозите често зборуваме за детството. Знам дека Фроид веќе е заменети со современи теории, но дефинитивно детето е татко на човекот и детството е мощно важен период. Па тоа е и добра вест до некаде. Околинскиот фактор, доколку е јак, доколку детето расте во добра околина, колку што нели дозволува секојдневниот стресен живот, не велам дека треба да е во стаклено звоно, но ако му се погледат некои работи, родителската грижа, таа некоја предиспозиција може и да не се отклучи. Тоа е така за многу расстройства. Нели веќе и психијатриска тема, да не се меша многу кај колегите психијатри, но доколку го имаме испративното, па може и да немаме, ќе речем, невротицизам, висок невротицизам како една карактеристика, но со разни травматски и стресогени настани, со разни видови на евенти може да бидат тоа, може да бидат настани, може да биде и родителско запоставување, да не одам далеко. Може да се случи, да се јави анксиозно расстройство. Замрсена е работата. Дефинитивно. Психата е навистина чудна. Да, но секако, комплексна работа. Ако темпераментот ни е посклон на грижа, тоа може да привика и анксиозност, се доаѓа од мислите. Има една изрека која што дека и така е, да. Да, која што вели не е самата ситуација што не плаши, туку мислата за таа ситуација, предпоставката. Така, дека нешто ќе се случи. Ќе се случи таму. Да. Сепак нема едно генерално правило и може да се избориме и без предиспозиција и со предиспозиција, може да има добар завршеток сета таа ситуација. Меѓутоа многу е важно навреме да се спознаат сите овие работи и онаа личност која што се случува со такви нешта да свати дека навистина има проблем, за да може да го реши тој проблем. Ме интересира само како вие диагностицирате како психолози дека кога ќе дојден или кај вас една личност, ви ги кажува нели сите оние моменти кои што ги доживува и вие веќе давате диагностика дека страда од анксиозност и од каков вид, нели нормално, и потоа како оди терапијата. Тоа ме интересира сега да објаснам. Така, кога веќе зборуваме за некој расстройство, еве на пример ги споменавме актуелните анксиозни расстройства, веќе работиме во тим со психијатар. Така. Кога работиме за еден личен развој, соочување со разни ситуации каде што нема расстройство, доволно е да се работи и само психотерапија или советување.
најчесто најпрво оди клиентот или пациентот во поликлиничкиот сетинг каде што работам, оди кај психијатрот. Добро. Психијатрот е тој што ги има, да речем, главниот збор околу дијагностиката. Потоа во третманот може да се оди комбинирано, тоа е нели најмодерен пристап, и лекови и психотерапија, може да се оди и само со психотерапија ако е некоја почетна слика. Значи прво оди кај психијатарот најчесто или пак ние ако имаме сомнеш го препраќаме. Така, меѓутоа имате комуникација. Да, во делот на дијагностика ние сме највеќе тука со тестирањето. Има едно комплексно тестирање, батерија на тестови, од едно интервју па со се до нели конкретни тестови според растројството, а потоа клиентот или пациентот се враќа кај психијатрот со сите наши резултати од тестирањето, од психолошкото мислење, и психијатрот ја утврдува дијагнозата. Во третман обично, што мене навистина и ми се допаѓа и ми е мило што станува се помодерно тоа, работиме како тим. Например, јас како психолог ќе работам когнитивно-бихевиоралната терапија, како пример, една што јас ја работам, вие споменавте на почеток, фала ви за тоа. Дека навистина сте. Да, а психијатрот за тоа. Да, извини. Психијатрот ќе биде одговорен за следење на медикаментите и ќе прави контрола за пример антидепресивната терапија. Така. Колку време е потребно да се претпоставам дека индивидуално е, нели, сето тоа, меѓутоа една временска рамка, да кажеме, за да, нели, се излезе од една ваква состојба и да почне, нели, нормално да се функционира. И колку е важно, вие сепак, нели, сте тука да го насочите, да му помогнете, меѓутоа колку е важно и самиот тој да се труди да го победи сето тоа што му се случува. Да биде над сето тоа. Дефинитивно најважен е клиентот. Да, и медикаментите, и ние, психотерапевтите, психолозите, помагаме, но клиентот е тој што ја носи движечката сила, да кажам. Еве, за пример, кога некои родители ќе донесат дете, ако дете, во мојот случај адолесцент, ако тоа не е свесно и не е подготвено да работи, јас баш им велам, не можеме со сила да го натераме, треба прво да се мотивира. Сега што се однесува да ви одговорам на прашањето, зависи многу и од психотерапевскиот правец. За гледачите да биде појасно, ние психолозите си имаме доедукација по завршување на студиите, која што трае 4 години, и секој од нас завршува различен правец. Например, мојот правец е когнитивно-бихевиорална терапија, како што споменавте. Некој може би завршува, еве ќе им биде може би на дел од гледачите и познато семејна терапија, партнерска терапија. Се определувате за некој правец, така како ние новинарите кои што некој се насочуваат економија, некој политика и така натаму. Да. Сега оваа когнитив бихевиор терапија е мощна, често препорачувана токму за анксиозните расстройства и се смета за многу ефективна. И таа најчесто е мощна кратка, како 10 до 20 сеанси, индивидуално е, не велам дека тоа е. Да. Клиентот учи заедно со терапевтот еден пакет на техники, најчесто работи, како што самото име кажува, со тие застрашувачки мисли, претпоставки, што ќе се случи. Правиме разни начини да ги конфронтираме, да ги намалиме, исто така и на однесувањето, доколку нешто одбегнуваме, или пак обратно, со нешто сме преокупирани, па го правиме многу и тоа повторно не враќа во тој магичен круг. Значи се работи на разни варијабли, заедно со клиентот или пациентот. Јас често ги мешам овие поеми, бидејќи работам и надвор од поликлиниката во едно здружение, и таму не се клиенти. Така, да, заборавив и тоа да го напоменам. Баш имав една дебата, па сакав да напоменам, а во поликлиниката па ги велиме пациенти. И најчесто ова е кратко. Кратко во смисла на тренинг. И на вистина некогаш има и голем успех многу брзо. Панични напади може да се случи пациентот за 4 добро направени сеанси, каде што научи алатки за дишење, за смирување, каде што се соочил со некои предизвици и едноставно нешто кликнало и се направило одредена рационализација, веќе да не се врати. Така, да. Кај некој може тоа да трае и со месеци и години. Додека не научи да се го исконтролира сам, претпоставам. Да. Бидејќи ние ги кажавме симптомите на паничните напади, немаме ни многу време, се толку страшни што делува дури како да човек доживува срцев-удар, бидејќи сум говорела со вашите нели колеги во некои претходни изданија и самиот човек мисли дека му се случува срцев удар и заради тоа после ме тој страв
кога веќе нели ќе ги доживее сите тие симптоми. Немаме многу време, меѓутоа би сакала да ве прашам во однос на оние пациенти кои што доаѓаат нели кај вас, во однос на кога сме веќе на тема ковид пандемија, дали повеќе пациенти доаѓаат барајќи помош по прилежан ковид од нели во на психичка состојба во која што се наоѓаат со тие проблеми, или каква е, дали имате вака увид во статистиката, или пак само од стравот од пандемијата и дека нешто ќе се случи со нив? Се уште немаме, барем јас не сум начекала официјална статистика, можеби има. А сте имали ли некој пациент кој што дошол да побара помош после прилежан ковид? Така. Мојот личен увид од моето искуство е дека и двете групи се присутни, така. Но можна често, јас забележав некој таков тренд, дека по прележување на ковид клиентите доаѓаат со панични напади како тегоба. Дали можеби мене ме бараат, нели, па можеби пристрасна сум за паничните напади, бидејќи таа што ја споменав. Да. Ги третирате како целна група. Да, таа КБТ терапија која што ја споменав е можна ефективна за нив. Или пак е тоа една глобална слика, не сум сигурна, но многу од луѓето кои што доаѓаат за прв пат доживеале паничен напад или во текот на изолацијата, но кога веќе се чувствувале здраве, значи не било поврзано со физичкото здравје, или по прележан ковид. Баш тоа го забележав и јас. Па ќе видиме што ќе кажат и официјалните статистики. Кога веќе ќе се направи анализа и кога ќе се знаат точно податоците каква е состојбата. Никаде тука сме на крајот, многу работи сакав да ве прашам, меѓутоа еве затоа па повторно ќе ве викнам да можеби некако се фокусираме на некако пократка некоја тема, па повеќе работи да образложиме. Како вие би ги советувале нашите гледачи, еве како психолог, бидејќи пандемијата се уште трае, иако на некој начин можеме да кажеме веќе дека животот по малку ни е послободен, еве работат и кафичите, се излегува по кафичите, младите излегуваат, се забавуваат, не е тој дел ускратен, сега нели малку е поделена работата вакцинирани и невакцинирани, меѓутоа не е како што беше на почетокот. Што би била вашата препорака, вашиот совет до нашите гледачи, како да се однесуваат во секојдневниот живот, некако да не мислиме континуирано на сето ова што се случува, за да не понатаму ни делува лошо на психичкото здравје? Тешка задача е, верувам дека е тешка и многу зависи од индивидуалните потреби на клиентот. Сега ние психолозите, јас ке се дадам за пример, сме често многу неутрални при одговорите, за да не дадеме некоја грешна насока. Она што можам да го кажам, еве и пријателски како човек, како личност која што поминува во пандемијата, е да не заборавиме на нашите базични потреби. Односно, се разбира, глад, жед, нели тие основни потреби, потреба за безбедност, потреба за блискост, потреба за самоактуализација, за развој. Да најдеме, можеби не е исто, можеби не задоволува комплетно тоа што го нуди пандемијата, но да не ги депривираме нашите потреби. Дали тоа би било дружење со најблиските, со почитување на мерките, прошетка во парк наместо омилената теретана како порано. Или пак слушање музика дома наместо во некој јавен објект, сега нели карикирам. Да не заборавиме да бидеме креативни во задоволување на нашите основни потреби. Мора негде да се филтрираме. Тешко и ние учиме, поминаа веќе 2 години копинг, да речам, механизмите за справување, можеби и попуштаат или пак се менуваат, сме испробале разни начини, можеби сме се заситиле од нешто што до сега ни работело, па сега мора да наоѓаме нов начин за да се справиме. И секако во најмала рака разговор со блиските, а секако и психолог. Разговорот навистина е исцелителен, да речем, можеби не е само една пристапна алатка, но според мене во време кога блискоста ни е компрометирана, да се биде близок не е исто, како и пред мерките. Мислам дека е можно важно да споделуваме. Така. Меѓутоа и да потенцираме на крајот дека за сето на што говоревме, бидејќи како што кажавме претходно, менталното здравје е како е многу важно. Ако си ги препознаеме навреме или нашите проблеми со менталното здравје, ако побараме помош, толку побрзо и ќе си ги решиме. Како што одиме, еве, сега чисто само да
да споредам на заболекар кога ќе не заболе зап, нели, како што одиме на нашиот матичен лекар кога имаме некој друг здравствен проблем, тогаш треба и за нашето ментално здравје да посетиме психолог или психијатар, зависно од нашата состојба, за да си го решиме проблемот. Значи да го препознаеме е многу важно и навреме да се обратиме кај стручно лице. Предпоставам дека така некако би го завршила сето ова денес за што говоревме и се надевам дека така и ќе биде и се надевам дека нема да се оствари она сценарио и посакувам дека после пандемијата ќе имате навистина уште повеќе работа, да се надеваме дека нема да биде така, дека луѓето полека ќе почнат некако и да се навикнуваме да живееме со неа и претпоставам дека нема веќе толку последици да има. Ајде ќе видиме какви ќе бидат работите, нели, па повторно ќе ве повикаме да ги анализираме. Ви благодарам многу, ми беше драго што за прв пат бевте гостинка во ваш термин. Започнуваме една соработка, па се надевам во некое следно издание повторно ќе бидете дел од ваш термин и со некоја друга тема. Ви благодарам и на вас и поздрав и до сите гледачи кои што не следа. Па се гледаме и се надевам со добри вести, со позитивни вести. Со позитивни вести, така. Тука некаде ќе ве поздравам и јас, почитувани гледачи, се надевам дека сето ова што го слушнавте во однос на психичкото здравје и психата на сите нас во време на ковид пандемија беше од ваша корис, уште повеќе што кажав и на крајот, ако се пронајдете во сето на што го говоревме, секако побарајте помош од психолог, нели, за да ги надминете сите овие проблеми и стравови. Ви благодарам за вниманието, останете во добро здравје, грижете се за вашето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.